Здраво на сите, доброволте во оваа бонус епизода од Арис Керт. Денес ќе пробаме да дознаеме што го натера Мајкл Џордан толку рано да се пензионира. Така, денес ќе збориме за помногумина најдобриот кошаркарски играч на сите времиња, Мајкл Џордан. Има многу интересни детали во овој случај и мислам дека мораме веднаш да влеземе во него. На октомври 1993 година, само еден ден пред почетокот на тренинг кампот за сезоната на Чикаго Булс 1993-1994 година, Мајкл Џордан, кој на широко се смета за најдобриот кошаркар на сите времења, го објави своето повлекување од НБА. Најавата беше шокатна со оглед на тоа што Џордан имаше само 30 години, во екот на својата кариера доминираше во НБА. По неговото пензионирање, во НБА Џордан продолжи да игра професионален бейсбол со Бирмингем Баронс, тим од Јужната лига на американскиот бейсбол и никогаш не постигна ни близу во споредба со она што го постигна како кошаркар. Па добро, сега да сте таква легенда како Мајкл Џордан, навистина не знам што може да ве натера на 30 години во екот на нашата кариера да се пензионирате и да играте бейсбол. Значи, затоа ја правиме оваа епизода да пробаме да знаеме што го натера Мајкл Џордан да се пензионира и да иде да игра бейсбол. И можеме да продолжиме. Потоа на 18 март 1995 година, Џордан објави дека се враќа во кошарката со испраќање факс преку неговиот агент Дейвид Фолк со познатиот цитат од два збора гласејќи I'm back, односно се вратив. Само 17 месеци по неговото пензионирање, Џордан се врати да го игра остатокот од сезоната со Чикаго Булс и како што многумина од вас знаат, подоцна ќе го освои шестиот шампионат во 1998 година пред да се повлече за секогаш. Тоа се фактите, но она што многумина ги буни е зошто. Зошто да ја оставите кошарката кога сте на врвот на кариерата. Особено ако се земе предвид фактот дека Џордан е познат по тоа што е интензивно конкурентен, уживајќи не само да ги победи противниците, туку и да ги издоминира. И ова е значи многу сомнително, поготово заради овој факт, тој беше таков кошаркар што сакаше апсолутно да доминира и беше крајно компетентен, Многу беше компетентен во својата работа, многу беше истраен и Мајкл Џордан сакаше во све да биде доминантен и затоа уште еден факт имаме дека што води против неговото прерано пензионирање. Еден од можностите беше да му одаде чест на својот татко. Трагично, во времето на неговото прво пензионирање, Џордан беше очен заради неодамнешното убиство на неговиот татко Џејмс Џордан, што се случи помалку од 3 месеци пред тоа. Убиството беше кажано дека е резултат на грабеж кој тргнал наопаку. Мајкл бил многу близок со својот татко во текот на неговата кариера и Џејмс Џордан бил страствен бейсбол навивач кој наводно рекол дека сака Мајкл да биде бейсбол играч. Па да, ова е многу добра причина според мене, значи татко на Мајкл Џордан сакал бейсбол и сакал својот син да игра бейсбол. И кога таткото на Мајкл Џордан починал, Мајкл си рекол сакам да исполнам желбата на мојот татко и сакам да играм бейсбол. Ова е многу разумна причина според мене, постанува да видиме. Друга можност беше Џордан едноставно сакал да проба различни работи, можеби затоа што му се здосадило неговата постојана доминација во кошарката. Џордан рече за време на неговата пресконференција за пензионирање. Цитирам: "Секогаш им нагласувам на луѓето што ме познаваат и медиумите што ме следат, дека кога ќе го изгубам чувството за мотивација и чувството да докажам нешто како кошаркар, тоа е време да се оддалечам од играта на кошарката." Џордан наводно не сакал неговата NBA кариера да згасне и според неговите соиграчи известно време зборува за можноста за пензионирање. По оваа причина сепак ја гледам како малку наивна, не дека наивна, туку како што кажав, Џордан сакал да доминира цело време и многу сакал кошарката, а сега па овде читаме дека тој на таа пресконференција рекол многу сум доминантен, и почна да го губам, жарот за кошарка, жарот за играње кошарка, нема мотивација, а и се зборувува дека тој на своите соиграчи долго време им велел дека сака да се откаже од кошарката, па останува да видиме. Џордан наводно не сакал неговата NBA кариера да згасне и според неговите соиграчи известно време зборува за можноста за пензионирање. Како што беше кажано, некои теоретизираа дека наглото заминување на Џордан од кошарката и неговото последователно враќање толку брзо беше прикривање за да се скрие суспензијата за коцкање и дека тоа било во најдобар интерес на НБА е да го премолчи ова за да се одржи имиџот на лигата и нејзината неголема звезда. Па ова има логика според мене, Тој отишол заради било
ова прерано пензионирање на Џордан било за да се сокрие тоа, за да се сокрие неговата суспензија, за како суспензија ќе се работи ќе ја скриеме и некој сака да кажам дека има логика ова. НБА некако тој се договорил со главните луѓе на НБА да се пензионира и звано да се скрие нели тој скандал што ќе го прочитаме сега. Во мај 1991 година, за време на плейофот против Филаделфија 76ers, Џордан искористи дводневна пауза во серијата за да замине во Атлантик Сити, враќајќи се во 6:30 часот наутро пред да присуствува на тимскиот тренинг во 10 часот. 2 години подоцна, во мај 1993 година, Џордан повторно тргна на заобиколен пат кон Атлантик Сити за да се коцка во средината на финалето на источната конференција против Нью Йорк Никс. Тој наведно се коцкал до околу 2:30 часот наутро во вторник и се вратил во Нью Йорк само 10 часа пред надпреварот таа вечер. Друг начин да се каже дека можеби тој имал проблем со коцкање. Иако склоноста на Џордан кон коцкањето беше веќе воспоставена, веста за неговите врски со неколку специфични мажи го донесува неговото коцкање во центарот на вниманието на медиумите во раните 90-ти години. Во декември 1991 година излезе дека Џордан редовно учествува во коцкање со високи влогови со човек по име Джеймс Слим Булер. Булер два пати бил осуден за поседување кокаин и се соочувал со трето обвинение кое доколку е виновен би го судило со доживотен затвор. Значи ева овој скандал што спомна пред многу, значи тој се коцкал со некои многу опасни луѓе и од нив се вели дека од нив земал нели пари за да може да се коцка, односно после па се велело дека они му должеле на Мајкл Џордан пари. Нели тоа било во тоа време нели многу голем скандал ако се дозна дека Мајкл Џордан се коцкал со едни вакви луѓе. И можеме да продолжиме. Тој беше обвинет и за перење пари, кога инспекторите ги запленија работите на Булер, пронајдоа благајнички чек од $57,000 доставен до Булер и потпишан од Мајкл Џордан. Џордан објасни дека $57 се отплата за парите што Џордан ги загубил од Булер, обложувајќи се на игри за голф, како и пари што Џордан ги позајмил од Булер за покривање на долгови од покер и други влогови во коцкање. Исто така таа година на 19 февруари 1992 година, четворица мажи го застрелаа врзникот со кауција Еди Дау пред неговиот дом во Северна Каролина. Мажите кои го убија Дау му ги ограбиле парите од околу $20,000 што ги имал во актовката таа вечер, но ги оставиле хартиите внатре. Помеѓу тие документи полицијата пронашла фотокопија од 3 чекови напишани од Мајкл Џордан во вкупна вредност со $108,000 средства кои исто така биле поврзани со коцкање. Во март 1992 година НБА започна истрага за коцкањето на Џордан. Додека лигата немаше правила против коцкањето воопшто и Џордан не беше под истрага од страна на органите на прогонот, тие сака да се осигураат дека Џордан не се обложил на професионалните кошаркарски игри и дека неговите конекции нема да донесат оцрнување на лигата. 3-неделната истрага не покажа докази за погрешно постапување од страна на Џордан и беше потврдено со ветувањето од Џордан дека тој повеќе нема да се поврзува со коцкари на високи влогови. Значи така нели самата НБА почнала да истражува овој проблем што го има во Џордан, нели, и тие не нашле ништо и Џордан бил ослободен од тие обвиненија. НБА му рекла добро, немавме ништо, можеш да продолжиш со играњето во НБА, но и самиот Џордан рекол он ветил дека нема повеќе да се коцка со толку високи влогови. Потоа на 3 јуни 1993 година Ричард Ескинас, поранешен генерален директор на спортската арена Сан Диего, обвини дека тој Џордан се коцкале на игри со голф со години и дека Џордан натрупал долг од 1,2 милиони кој според Ескинас бил договорен до $300,000. Во интервју со Кони Чунг, Џордан ја негираше бројката на Ескинас од 1,2 милиони и тврдеше дека тој некогаш му должел само $300,000. НБА започна втора истрага веднаш откако Ескинас ги објави вестите со неговите наводи, но само 1,5 недела по пензионирањето на Џордан на 6 октомври, директорот на НБА Девид Стерн објави дека истрагата е завршена и Џордан е ослободен, што некои го посочува како доказ за теоријата на заговор. Значи така, имало толку докази дека Џордан се коцкал, сепак овој главниот на НБА Девид Стерн, нели, тој
објави дека истрагата е завршена и дека Џордан е невин, не му нашле демек од НБА не нашле ништо илегално во тие работи, но сепак и со ова се докажува дека тука би можело да има некоја теорија на заговор, што би ја вклучило самата НБА и Мајкл Џордан за затешкување на работите на Мајкл Џордан со цел да се одржи имиџот на НБА лигата и да се одржи имиџот на најголемата звезда на НБА лигата. Како што беше кажано, Стрн инсистираше дека формулацијата на Џордан за време на неговото објавување за пензионирање е испитана како можен доказ дека Џордан склучил таен договор со Девид Стрн. Како што беше кажано, Стрн инсистираше на тоа дека нема врска помеѓу оваа истрага и пензионирањето на Џордан, наведувајќи, цитирам: "Што се однесува до НБА, Мајкл Џордан не направи ништо погрешно, јас одбивам какви било импликации на спортивното." Во текот на неговата блескава кариера, Мајкл Џордан успеа да ја воодушеви јавноста на секое поле, инспирирајќи кошаркарски фанови, вклучувајќи им и мене. Прашањето зашто можеби најголемиот кошаркар на сите времиња го напушти овој спорт, само ја надополнува неговата легенда и тоа ќе остане неразјаснето. Значи така, ова беше све за сомнителното пензионирање на Мајкл Џордан. Значи сите факти што беа околу овој случај ги прочитавме и искрено јас не можам да најдам некоја многу голема и добра причина зашто тој би се пензионирал. Нели тука беше смртта на татко му кој што бил голем бейсбол фан и сакал син му да игра бейсбол, тоа би можело да биде некој фактор зашто Мајкл Џордан би ја оставил кошарката и би отишол на бейсбол, но сепак тука се фактите дека тој бил толкова голема звезда и бил во екот на својата кариера, бил толку доминантен што не би дозволил само заради татко му да го направи тоа. Нели имаше и заради коцкањево би можело да го направи тоа во сојуз со НБА, демек да го скрија тоа со коцкањето и затоа ја направи демек пензијата, ама и тоа нема логика затоа што веќе како што прочитавме све испливува на јавноста неговите коцкарски долгови и целото негово коцкање со овие опасни луѓе и тоа нели искочило во јавноста и заради тоа мислам дека нема логика дека тој некој направил сојуз со НБА за да ги скрие долговите. Како што кажав, овој случај ќе остане неразјаснет и барем за некој време нема да знаеме зашто Мајкл Џордан Мајкл Џордан така најнаш ја напушти својата кошаркарска кариера за да иде да игра бейсбол. Како што кажав, ова беше бонус епизода од Are You Scared. Новата сезона од Дали ти е страв, како што ставивме веќе на Инстаграм, ќе излезе во најскоро време и до тогаш можам да кажам пријатно и се гледаме во новиот серијал Дали ти е страв.